се однесува до дуповите за Скопје, ние тогаш констатиравме дека доста дупови, не само овој, кај локацијата Треска, туку и за во Карпош, кај што беше тоа бензинската помпа, и за во центарот, кај што се градат овие објективи, кои дупови не биле усогласени со генералниот урбанистички план на Скопје. Ние тогаш баравме да се врши некоја поширока анализа за просторното планирање, да се гледат. Оти не бевме ние никогаш против изградбата, но изградбата да биде наместено како што треба, да дишат градот, да се има движење, но гледаме каква гужва се прави во градот. И тогаш ние постапки носевме доста, не само за Треска, туку и за другиве дупови, но од обвинителство не добивме никогаш никаква завршница. Дур ние бевме, тоа фактички се заташкало. Баравме на состаноците со државниот обвинител тогаш, пред да се налутиме дека нема да имаме соработка, што мене малку ми е смешно. Значи нема да соработуваме, ќе соработуваме, ти нема да работиме ништо, ќе си даваме оставка. Мислим, тоа е. И така да немавме некоја завршница. Сега како успеват? Успеват заради тоа што секој од институциите и раководствата на институциите кои ги назначува политиката немаат волја да се ги терат работиве до крај. Значи, секој кај што треба да действува согласно закониве кои ги има за работа на одредена институција и орган, треба да ги имплементира законот и ако гледа недостатоци во тој закон, тогаш да се бара и измени на секој закон, пошто од време на време треба да се бара некој измени заради ситуацијава како што се менуваат.